Слушај, маму се. Значи, шума ти е биљна апотека без апотекарка, разбираш? Види. Ова ти е многу важно растение. Ова ти е во народот познато како бабин прдеш. Или на латински Гасус бабакус. Разбираш? Да. Мислам, не. А зашо се користи? За против болки. Значи, земаш едно гранче Гасус бабакус и го клаваш во шише со полкило ракија. И го оставаш 40 дена на сонце. Разбираш? Да, и? Да. И после 40 дена го отвораш, го пиеш шишето и ништо не осеќаш. Разбираш? Да. Така. Мислам. А ти прв пат идиш вака на лов? Да. Мислам, Вујче ми има кажувано... Остај го, Вујче. Ова е многу поважно. Ова ти е кралица свих ловачких спортова, што вели поетот. Разбираш? Зошто? Затоа што ние сега одиме во лов. Не на маша, туку на... Медо. Медо, ама не обичен медо, туку... Газиран. Жив медо. Така, жив медо. А за да фатиме жив медо, ни треба две работи. Две. Едното е лисици и друго... Зајци. Не зајци, туку холандски јајчар, пес како Шарко наш. Шарко наш. Трениран. Кај е Шарко? Па во колибата, сега одиме во колибата кај Шарко. И... Стој! Виде? Шо? Како шо бе, па е ребица прелета таму. Ништо не виде. Ништо, не бива ловџе од тебе да ти кажам. Лов тражи око, рука и јаја, што би рекол поетот, разбираш? До кај застанавме? За Вујче. Вујче еднаш бил на лов и му излегла мечка, ама вистинска. И Вујче не носил пушка, ама се спуштил долу. Легнал за да се прави мртов. Не, Вујче вели дека пред мечка не се легнува. Туку ќе земиш лајна и ќе се измачкаш по цела снага. А зошто? Па, мечката не сакала лајна, го губела апетитот. Има логика. Чекај, кај ќе најдиш лајна во моментот? Па и јас исто го прашав Вујче, велам, а лајна кај ќе најдиш во моментот? Вели, внучко, кима лајна, кима, не се секире. Стој! Стој! Виде? Шо? Како шо бе, па зајак претрча таму. Не бива ловџе од тебе, не бива. До кај бевме? За Вујче ти кажувам. Доста бе пати со тој Вујче. Слушај, искусен ловџија. Значи, да ти кажам една шас. Одам на лов. Зимно време. Снег вака до колена. И туку едно време одам јас, траги не оставам. Леташ. Летам. И гледам едно дрво. Одам за дрвото и туку едно време дишам, не дишам. Сад, два, три. И оттаму елен. Лопата. И јас трас со чифтето тука меѓу очи. Умре. И одам, окревам, трас, нозете нарамо и стој! Виде? Да, видов. Шо виде, да видеше немаше да стапниш во лепешката. Фативме лајна, оди таму, избриши се, ќе ми го набркаш медо, До кај бевме? Клаваш нозете нарамо. Клавам нозете нарамо. И фаќам ја работам. Сад, два, три... Стој! Шо? Она е дрвото кај што секоја вечер се качва медо. Разбираш? Сега, да повториме. Значи, што ни треба за да фатиме жив медо? Лисици? Лисици, држи лисиците. И јајчар. холандски јајчар како? Шарко. Шарко наш, така. Кај е Шарко?
Па во колибата. Во колибата. Сега одиме да го земиме. Сега одиме. Одиме да го земиме, се враќаме тука пред да се стемни. Пред да се стемни, јас се качувам на дрвото. Уре? Да. А ти ке седиш тука, оти многу смрдиш. Многу смрдиш, ке ми го набркаш медо. Така. Значи, и кога ќе почне медо да се качва по дрвото, тој се качва, јас од одгора почнувам да го нишам дрвото. Разбираш? Тој се качва, јас го нишам, тој се качва, јас го нишам и едно време, трас, медо паѓа на земја. Медо паѓа на земја и во тој момент ти го пушташ Шарко. Тој е трениран јајчар. Јајчар. И ќе го вчапи за јајца. Медо. И медо ќе почне да вика, ќе крени рацете. Во тој момент ти притрчваш, му ги фаќаш рацете и трас, наопаку. И имаме жив И здрав? и здрав, не маша туку, Медо. медо. Така. Добро, а тогаш, ако ни требаат лисици и Шарко, зошто носиме пушка? Пушка ти е план Б. Разбираш? Во случај, ако што го нишам јас дрвото, го нишам. Ако паднам јас пред медо, ти пукај во Шарко. Разбираш? Да. Мислам, не. А зошто?